Вкупно 2000 представки од работници во приватниот сектор има примено огласен текстилец по основ на нецелосна исплата или целосно неисплаќање на регрес за годишен одмор или К15 за минатата година. До нив се пристигнати жалби во кои се опфатени 1420 работници за исплата на К15 во висина од 500 до 5000 денари. Повеќе од 50 работници кои заминале од фирмите не добиле К15 иако законски им следува, а над 500 од вкупниот број представки се од работници во текстилниот, но и градежниот сектор. Меѓутоа можам да кажам дека многу помалку има целосна исплата на К15, скоро па во сите сектори. Ретко кои работодавачи кои почитуваа оној износ кој што беше определен за оваа година. Оно до сега што го гледаме ги тераат работниците да се потпишуваат на спогодби за да не земат воопшто К15. Еве и од тука апел, секаде каде што има такви спогодби за воопшто да не се земе К15, чисто да знаат дека тие спогодби ќе бидат поништени заедно со Државниот трудов инспекторат. Ампева вели дека постои отворена врата за манипулација, особено со колективниот договор на приватниот сектор, во кој што, како што вели, има простор за манипулација со висината или целосна неисплата на К15 на работниците. Спогодбите за неисплаќање може да се поништат, вели Ампева, но наму каде што има исплатено мал износ не може многу да се стори. Фали системска заштита на работниците од приватниот сектор. Значи, моментално можам да кажам дека се манипулира со тие економски потешкоти, инвестиции или што и да е. Меѓутоа, повторно ќе речем, некој оставил отворена врата за тоа да се злоупотребува и сега да ги имаме срамните исплати. А конкретно за спогодбите да се исплаќа К15 и она што ги малтретираат работниците да се потпишуваат дека наводно не сакаат да им се исплати К15, мислам малце и логика. Да кажам дека ќе бидат поништени. Значи не е ни прв пат, не е ни последен пат. Ампева ја повика и управата за јавни приходи да направи контрола во оние компании каде што воопшто не е исплатен регресот за годишен одмор. Годинава има и такви случаи во кои бил исплатен К15 под минималниот износ и тоа во првите денови од јануари, зашто треба да се утврди дали станува збор за исплата на К15 за 2024 година или пак тоа е регрес за годишен одмор за минатата година.